Добре дојде во студио за моите гости Алберт Муслиу, политички аналитичар, Павле Трајанов, лидер на Демократскиот сојуз. Сега би сакала да говориме за опциите за излез на кризата. Секојдневно говориме за опциите. Постојат неколку опции кои се во оптек и кои се очигледно неприфатливи и за СДСМ и за ДУИ. Првата, да се прискокне ВМРО, значи да се иземе СОСЕМ, и во друга сала во Собранието да се избере спикер, значи пред да биде формирана владата. Како што сметате? Дали е прифатлива оваа опција? Види, ја мислам дека суштински СДС и ДУИ и другите делови на новото мнозинство имате обврска. Не више ова дали ние нив ќе ги повикуваме на толеранција, на разум. Да. Они имаат обврска, више добиле гласови на 11 декември и тие гласови треба да ги материализираат во тоа што го ветувале. Ние слушаме разноразни изјави таму, нели, од владеачката сега во име на народот. Тие луѓе што стојат позади новото мнозинство, тие се исто така народот и бројчано се поголеми. Така да овие имаат обврска тоа да го направат. Дали тоа ќе го направат со друга сала? Дали тоа ќе го направат преку договарање? Надвор од Собранието, можеби. Ама види, кај нас се прават некои погрешни паралели. Собранието се пратениците. Собраниската зграда е таа зградата, нели, која е реновира таму пред некоја година. Така да парламентот не е зградата, парламентот се пратениците, 120 во број, и тие се парламентот. Парламентарно мнозинство е тоа што има над 60 пратеници. И тие имаат веќе обврска и кон нас граѓаните, и кон своите гласачи, и кон целото општество и кон нашите меѓународни партнери да не изведат од оваа блокада во која се наоѓаме. Да. Така да не е више да имаме ние разбирање и неразбирање. Тие треба својата обврска да ја материализираат преку ново мнозинство, преку Добро, велиме дека треба, но тоа е неприфатливо. Еве само би го пред да говорите вие, господине Трајанов, како вели Ахмети по средбата со Карл Билт. Тоа е тежок процес, бирање на собраниски спикер и внимателно вели треба да се однесуваме кон овој процес. Значи е неприфатливо за него надвор од собраниската сала да биде формирано. Избран прво спикер. Прво мислам дека треба да се влезе во една дипломатска офанзива, демократска офанзива. Тоа значи дека Уставот, деловникот дава можност за излез од кризата. Прво, треба да расчистиме дали ова парламентарно мнозинство е цврсто, дали може да функционира на Се сомневате дека не е цврсто? Не се сомневам, но мислам дека еве неколку работи во функција на излез од кризата. Што предлагам јас? Прво, не постои координативно тело од партиите што имат мнозинство, кој што ќе подготви една оперативна стратегија, не викаме стратегија некаква општа, но оперативна како да се надмене оваа криза. Значи, предлагам да има едно тело што дневно ќе ги следи сите работи и ќе ја подготви таа стратегија за излез од кризата. Прво, треба парламентарното мнозинство. Тука бројките одлучуваат. Не одлучува волјата на Трајко Велјановски или некој друг. Бројките се на страната на СДСМ, на ДУИ, на БЕС, на Алијансата. Тие треба да проценат кога ќе донесат одлука да го променат преседавачот. Бидејќи тој работи спротивно на Уставот, на деловникот, го крши. Тој е дел од луѓето што направија државен удар во Република Македонија. Добро, како тоа би го направиле? Така, ќе направат, ќе предложат продолжување, еден од начините, продолжување на седницата после 18 часот. Доколку тој напушти салата, тие ќе се продолжат. Ќе продолжат и ќе изберат или најстариот пратеник во возраст, или ќе изберат нов преседавач. Тоа може да го направат и на почетокот. Да предложат, ако може председател на парламент да се промени, влада и не знам, било кој избран функционер, преседавачот кој што ја узурпира позицијата да преседава, да не може да го променат. Значи, треба да го променат. Натаму, треба да имат сценарио или активности оперативни да попречат, заедно со институциите на државата, МВР под контрола на ДУИ, да попречат било какво насилство внатре во парламентот или пак од надворешни сили да се уфрлат, да спречат нормално да тече седницата. Натаму треба силна дипломатска офанзива, да ги формират
меѓународните фактори, земите членки на Европската унија, соседите. Добро. И трето или четврто, да информираат јавноста што предвидуваат и како тој процес ќе се одвива, но не само домашната јавност, и пошироката јавност. Затоа што тоа треба да биде едно сценарио на стратегија која што ќе функционира. Нема да оди лесно, се сложам дека тој процес... Нема ли да го навлечат гневот кај народот, народот на кој се повикува јас предлагам Груевски? амортизација на народот, ако сакаме да релаксираме ова Амортизација во кој смисол? ова националистичка сега Реторика, риторика што се да. користи, сите партии, може и денеска да го направат тоа, да се откажат од било какви платформи за големи држави, не знам, идеи за било какви кои што се кои што ги користи сега ВМРО ДПМН Како аргумент, како адут, за да го блокира демократскиот процес да. и да држи државата во заложништво. Добро, ајде Значи, да може да се договора за да тоа. продолжи. Затоа што ВМРО СВ се знае дека има механизам како опозиција во парламентот Добро. да блокира било какви проекти кои што ќе бидат спротивни на интересите на државата, на унитарниот карактер, на не знам ако се загрозува идентитетот на македонскиот народ. Добро, една од опциите може да се Значи може да се Добро, блокира. Нема начин, не може да се променат символите на државата, значи знамето да се промени. Ајде да одиме околу химната. откажување на... Збором не можеме Да. тие работи да ги никој да ги менува, доколку за тоа нема расправа, нема поширок консенсус и така натаму. Значи, оваа платформа или платформите што се појавиле на Балканот, сите на крај биле основа за крвава разврска. Добро, Ние ајде треба, околу, Ние да. треба да изградиме консенсус. Видите. Сакаме Добро. за унитарна Да. држава, сакаме процеси да ги движиме напред, сакаме промени, сакаме правда, владење на законите. На тоа треба да се оди. Добро, Како ајде да му прилика тоа е дозволиме сега. на Муслио да Ама не реплицира може околу новото албанската... мнозинство да биде биро за Добро. исполнување на желби. Ние сите знаеме дека тоа е изговор на ДПМН за да го блокира процесот. Платформата не беше до 11 декември. Две реченици на Заев тие ги ставија во машината на предизборието и дојдовме малте до федерализација пред 11 декември До национална држава. А значи сите тие теории беа промовирани од Закани. Нема платформа која води кон поделба и федерализација ако тие што ја потпишале на декларација викаат дека тоа не е целта. И не може владеачкото мнозинство да продолжи со исполнување на желбите на веќе бившето мнозинство. Добро, но може И да става- се откажат од платформата. Не сметате дека тоа е разумно? А зошто решение? овие не може да се откажат од блокирањето на парламентот? Зошто овие не може да се откажат Сметате дека со не инаитење велам јас со би- инаитење. Некој треба да се откаже од ама нешто што? во име на Види Билјана, не може разврска цела една на заедница во кризата. Македонија да биде Добро. заложник на волјата на една Но таа политичка ќе се групација. имплементира Ова веднаш сакам да го после кажам. формирање на Јас влада, сакам, ама нема Муслио. што да се имплементира. Добро. Не можеме ние сите сега да станеме заложници на некои персонални Но желби. сме заложници. Епа не Тоа е сме. реалната- Ние сме затоа што новото мнозинство не превзема конкретни активности да го спроведе тоа што му е обврска, а не да исполнуваме желби. Не можеме ние сите да се однесуваме желбо исполнувачки, затоа што некој ни вика, ако вие не ми ги исполните желбите, ја ќе правам инциденти. Не може некој некому да му дозволи во оваа држава 2 месеца да користи говор на омраза. И Но после не може, велите не Ова може сакам да го ова, не кажам. може она, но Ама сега тоа е ситуацијата со ама која сме затоа ја велам, соочени. ама ја затоа велам дека новото Добро. мнозинство треба да се преземе одговорност. Не можете вие да не излезете као ново мнозинство и да им кажете на граѓаните дека во Македонија една парламентарна демократија секој може да протестира, но секој кој ќе користи говор на омраза, секој кој ќе користи насилни методи за рушење на институциите, за тоа ќе сноси одговорност. Ние тоа не сме го виделе. Ние влегуваме во друга игра, каде што треба да исполниме желби некому, дури да се оди до тоа да се откажеш. ВМРО го диктира темпото, сакате Значи да да се кажете. откажеш Добро. од платформа, иако велат дека тоа не е платформа, велат дека тоа е декларација, дека таа декларација е направена во Македонија и ние пак се враќаме на тоа тие да се откажат. Кој треба овде да биде одговорен? Дали само една страна треба да биде одговорна? Ја пак ќе ти кажам, за мене процедурата е таа би била да се продолжи или да се закаже нова седница, па да си ги спроведат обврските, а не да се ваѓаат на изговори разноразни
ситуацијата е тензична. Немаме ние тензична ситуација во Македонија. Ние имаме во Македонија злоупотреба на институции од одредени луѓе и не можеме ние на нивните злоупотреби да одговориме со разбирање. Секој граѓанин во Македонија кој ќе прекрши закон за тоа одговара. А овие што тоа не е случај, знаете дека институциите се секој заробени обичен граѓанин, еве да се подобро изразам. Секој обичен граѓанин во Македонија која ќе погреши за тоа одговара, а ние јавно гледаме како некој узурпира фотелја која не е негова и сега се трудиме да ја прилагодиме активноста врз неговите желби. Он таа фотелја ја држи бесправно. Он требал да закаже седница, да оди најстариот пратеник и да ја води таа седница. И што сега ќе измислуваме стратегии како таа негова бесправна активност да ја амортизираме. Секој треба да си сноси одговорност. Немам ја спорно никој ништо да повлече. Не ми е тоа поентата. Поентата ми е, не може да се исполнуваат желби затоа што тие би ишле до бескрај. Да не беше платформата, ќе беше раната миграција на птиците. Нешто ќе се измислише како причина. Ние имаме преседател кој не го спроведува уставот, кој излага вон своите рамки, кој сака да стане кој Ердоган патронот на целиот процес. А во нашиот уставно правен поредок тоа право го нема. Но сепак не можам да разберам зошто не би можела оваа платформа да се имплементира веднаш откако ќе биде не ме разбираш, не сум ја ни против влада. Тоа да се повлечат Значи или да се не прогласи мораториум еден вид. Ама нема мораториум на нешто што не е, он ти вели. Значи тие што ја подпишале, велат не е оваа платформа. Добро, тоа е декларација и е декларација и не подразбира промена на устав затоа што подразбира дебата за одредени прашања и да се повлечеш ти од Собриени се страстите, господине Мислио. Сакам да кажам дека страстите вештачки се зоврива. Паметните политичари треба да паметните политичари не треба само да ни излагаат со големи реченици, туку треба да превземат одговорност, да влечат одредени потези кои би биле и тоа да го спроведат. Ако тоа бил единствениот излез, тоа требале да го направат. Не можеме ние се, ја не ставам во улога на политичар, јас ставам во улога на граѓанин. Моето право да имам нормален демократски амбиент е нарушено и новото мнозинство тоа го дозволува. Тоа е мојата поента. Дали тоа ќе се направи преку повлекување на албанските партии од декларацијата, платформата, дали преку некоја друга активност која ќе резултира со избор на председател на собрание и нова влада, тоа е нивна одлука и тоа они за тоа или ќе имаат придобивка, или ќе имаат штета, они се затоа политичари. Но да останеме ние во статус кво, затоа што треба да исполнуваме желби или не може сите пратеници да се безбедносни експерти, па нема некоја активност да ја направат за да не генерираат револт. Добро. Треба да се оде, само да го завршам. Значи треба новото мнозинство да биде поактивно, да им објасни на сите граѓани на Македонија дека овде за да се смени устав треба 81 пратеник, дека преседателот нема некои права. Не, ама треба и групно да го направат. Не да не излага со некои дубиозни реченици таму. Него треба јасно. Смисол заедничка пресконференција нека направи заедничка. Да кажат дека во Македонија секој има право да протестира, но секој кој ги крши законите за тоа ќе си одговара. И ја не верувам дека граѓани кои можеби погрешно се информирани, можеби се изнервирани или возбудени ради цела ова кампања која се води дека во Македонија ќе се случи чудо со новата влада, да се известат дека тоа некој го прави од лични, политички или безбедносни причини за да се спаси себе си и не му е гајле дали во тој процес некој од тие ќе падне и жртва во смисла законска жртва, ќе има последици од тоа и така натаму. И тоа треба да го направат. А такви активности ние не сме видени. Добро, значи ситуацијата е сложена во Република Македонија затоа што прво Ѓорѓе Иванов го прекрши уставот, своевиден пуч направи во државата во име на ВМРО-ДПМН. Трајко Велјановски е преседавач и тој има институционална можност да биде променет затоа што мнозинството може да промени и да ги забрзат процесите. Не достига ли храброст на СДСМ и на ДУИ во овој контекст? Одлучност, храброст. Предлагам повлекување или откажување од платформата, тоа е аргумент кој што го користат. Ние на тој начин ВМРО-ДПМН раководството и го исфрлиме на површина. Затоа што тие се сложам ќе не дадат друго образложение зашто ќе тврдат дека мнозинството македонци влегуваат во опозиција. Повторно со националистичка реторика ќе настапат. Значи тие имат стратегија
да развлекуваат, и ако е можно, во една ваква констелација на политичките состојби, да следи на избори, кои што проценуваат дека преку национализмот можат сега, преку таа реторика, да извлечат повеќе пратеници и да се наметат како фактор да продолжат да владеат. Затоа треба да се направи се, да се обезбеди уставен, демократски трансфер на власта, да. Тоа може да се направи, Јас не тврдам дека недостасува храброст кај СДСМ. Одлучно. Можеби има колебање кај ДУИ. Затоа што ДУИ оди на тоа да инволвира странскиот фактор. Не знам кој не дојде од странците тука, влијателни во Европската унија и пошироко. ВМРО ДПМН има изградено, да речеме, стратегија бетон, кој што не сака да се повлече од власта. Нивната стратегија е колку може да развлекуваат да обстоја ова раководство на власт. Не стравувате во овој контекст од конфликти, од судири, тврдокорните би влегле, можеби, оние црни сценарија во собранието. Зошто сте толку самоуверен? Заради тоа што МВР го држи ДУИ, тоа го споменавте. Има силна. Но постои поларизација во се налегува во чувствата на граѓаните. Добро. Тоа го користат. Меѓутоа, ова стратегија на развлекување и на давање простор да се расчистат или да се разобличат работи во државата, веќе помина. Сега сметам дека треба да се влезе во една силна офанзива, која што ова стратегија ќе ја води СДСМ, ДУИ, БЕС, Алијанса заедно, координирано, тие да повлечат потези и ВМРО ДПМН по нив да трче, да ги попречи така натаму. До сега сите ние, вклучително и во овие дебати, ние полемизираме околу тоа што ВМРО прави. Ние немаме да речеме, не градиме процеки, оценки што треба или што СДСМ направило. Затоа што потезите што ги влечат партиите кои имат парламентарно мнозинство се после потезите на ВМРО ДПМН. Да. Ние сме сите, вклучително и медиуми кои што пообјективно, независно настапуваат, ние сме во дефанзива. Дефанзива класична. Ова дефанзива може би беше добро да се разобличат работите, да се формираат граѓаните, сега треба да се променат работите. И улогите на актерите. Да не ги спомнам сите партии, да влезат во една силна демократска офанзива. Нагласив кои се можните чекови. Затоа што има. Можеше до сега да се закажа 3 седмици. Една да се бара точка избор на председател на парламентот. Таа ќе се остави, како што досега се правило, на друга ќе се оди. Друга да се бара доверба на владата. Трета да се бара избор на нова влада. 3 седмици, да не знае кај е главата на тие што го блокираат овој процес. Можеше многу работи, значи јас сум за тоа. И во политиката, и во надворешна политика, ние постојано сме во дефанзива, трчаме по тоа што го предлага Грција, и сега и внатре, значи, сме ВМРО е напред, сите други сме ние по него во... Каскат, задни. Значи сега нека се направи, нека се влечат потези кои ќе значат да предизвикат внимание, но се треба да биде... Значи во рацете, се и во рацете на македонските политички нема да има немери. Во рамки на уставот е... Знаете што? Никој. Ако ние многу малку разговараме за генезата на проблемите во државата. Значи не разговараме за тоа кој го крши уставот со маснено прислушување, кој ги крши изборните правила, за кого има силни сознанија и информации за инволвираност во тешки облици на криминал. Ние за тоа не разговараме сега. Темата ни ја наметна платформата. Јас затоа викам, да тргнеме платформата како аргумент кој што го користи сега, не само ВМРО ДПМН. Медиумите секојдневно притискаат до свеста на граѓаните, до чувствата дека ако СДСМ дојде на власт со албанските партии, државата ќе пропадне, што апсолутно не е точно. Нити се нарушува суверенитетот на државата, ни унитарниот карактер, нити било што може да се случи надвор од определбата на граѓаните на Република Македонија, без разлика на околу следните опции. Една од опциите е седнување на преговарачка маса на Груевски од страна на странскиот фактор и изнудување на некаков вид решение. Тоа изгледа дека не е возможно. Заради тоа би се престапило кон следна опција, можеби, седнување на преговарачка маса на сите политички актери и договарање на широка коалиција. Се разбере кој ќе ги седне се знае странскиот фактор повторно. Ја мислам дека целта и од почеток на ова разлекување беше таа. Широката коалиција. Не, беше седнување на маса.
Значи, бегање од одговорност од некои работи, за кои што ние слушавме, може само преку политичка маса да се направи. Не може преку уставно-правниот поредок. Ние имаме сега еден етаблиран парламент и тие бројки не може да се сменат со со политички преговори. Тие се тие. Дури инсистирањето на предвремени избори е невозможно, затоа што... И абсурдно се разбира. Невозможно е, затоа што ДПМН го блокира изборот на председател на парламентот. И тоа да се направи треба парламент. Во тој парламент тие немаат мнозинство, така да тоа е дел од флоскулата која нам ни се користи, нели, ни се пласира преку медиумите. За да се седне на маса, треба сите нешто да можат да понудат и од нешто да се повлечат. Ја не знам од албанските партии кој би имал изговор доволен пред нивните избирачи да се повлечат од платформата. Не, да седнат на маса за да се избегне нешто кај што тие се главните кривци. Која би била поента? Па и нови избори да се. Со ова реторика која се користи, една албанска партија не може да размислува за соработка без некои суштински промени во таа партија. Така да овие ви велам, ова е тенденциозно развлекување за да се седне на маса. Затоа што на маса се договараат работи кои поште се гураат низ парламентот. Две работи се барат. Две работи во тие тајни преговори што ги водат од рководството на ВМРО ДПМН барат прво амнестија и второ барат експреска, техничка и широка влада. Тоа е гаранција да не започнат процеси на владење на правото, на утврдување на одговорноста. Тие се две работи што се барат. Ако има консенсус политички да има амнестија општа, тие го изгласаат. Тоа не е проблем. Второ, после тоа да се формира некаква техничка влада, тоа би било идеална, да речеме, ситуација за ВМРО. Победа на ВМРО ДПМН, на раководство на ВМРО ДПМН. Така да ова сега што вршат силен притисок преку медиумите и натаму да излегуваат луѓе на протести. Нека протестират, тоа е демократско право, никој тоа не го пречи. Тие се мирни протести, можеби и преку протестите сепак ќе се сврте вниманието околу некои проблеми кои можеби ние не сме свесни дека објективно постојат проблеми или некакви други тенденции. Вниманието сега мораме да го концентрираме на формирање на нова влада. Нова реформа. Добро, и како тогаш ги објаснувате секојдневните соопштенија на СДСМ кои ги лиферуваат дури и денеска и велат дека многу наскоро, значи тоа трае веќе со неколку месеци. Велат постојано многу наскоро ќе биде формирана влада. Јас сум за тоа. Да се подготви таа стратегија за која што зборував почетокот и да се направи пресконференција поширока со сите лидери на парламентарните партии во парламентот и да речат од денеска, од овој момент почнуваме со ваква стратегија. Не треба најава претходна недела, 2, 3, па тоа не се реализира. Да започнат и да нема отстапување. Ако се појави низ тој процес колебање, тогаш они ќе бидат поразени и нека главните виновници за кризата која е... Неке можат да бидат фактори за излез од кризата. Да. Види, Билјана, они тоа треба да го направат и ако тоа не го направат, не можеме ние после вината на новото немнозинство да го префрламе. Они си имаат обврска. Ти која превземаш обврска да формираш влада, да менаџираш парламент, ти не можеш да бегаш од обврска со разноразни изговори. Така да они тоа треба да го направат и таа обврска што ја превзеле од граѓаните да ја спроведат. Било која обструкција која ќе се јави во процесот, ако не е законска, за тоа тие што ја прават обструкцијата ќе си одговараат. Ако е во рамките на уставно-правниот поредок, ќе се изнајде решение. Но ти велам, ние не може да најдеме вонзаконско решение за вонзаконски мерки. Ние сега сме блокирани затоа што некој не го спроведува законот. Да го спроведуваше законот и уставот, овој проблем ќе беше надминат, така да нема тука што и изговори да бараат. Више, треба новото мнозинство и сите тие што го формираат новото мнозинство да си бидат одлучни, да си ги превземат своите обврски, не само правата, него и своите обврски и тоа да го реализираат. Иначе не знам ако се дојде до некој астал каде што ќе се договори амнестија, како тие после ќе излезат пред граѓаните. Зборувам за сегашното ново собствените гласачи да се образложат. Со ова што се случува се не е тоа изговор. И пак ти велам, ние имаме демократии каде што се протестира и по 2 години и што?
Не е спорно тоа е демократско право. Ако некој не може себе си да си приушти секој ден да протестира, ние сме имали и такви протести, не паднавме у несвест, имавме такви протести, имавме луѓе што спијаат тука. Но на рака им одат на овие опасни, што велите, протести и опасна риторика кај тврдоглавите. За риториката, ја мислам дека ќе се инсистира и во албанскиот политички дискурс сега, за тоа се збори, ќе се инсистира на одговорност. Не можеме у оваа држава која е со овој состав мешана, мултиетничка, некој секогаш да користи зборови, а за тоа да не се санкционира. Не е прифатливо, затоа што ќе имаат реперкусии албанските политички партии. Не можете вие под изговор да го оставиме тоа, некој вас да ве вреđа секој ден, да се вади на вас и тоа да помине неказнето. Ние имавме во Тетово пред 3-4 дена или 10 дена така, ги пуштија од затвор млади, тројца, кои нацртаа еден графикон во Тетово и затоа беа у затвор. Графит. Да. И затоа беа у затвор. И ако може одговорноста да се бара кај нив, зашто не може кај другите? Така да не можеме ние као општество да се вадиме со разноразни причини дека сме чувствителен моментот. Не може една држава да биде правна држава ако ние правиме компромиси дури и за вакви случаи. Но не ви плаши распирувањето само на страстите и опасните тези, например, кои ги промовира Еди Рама, кој говори за формирање на голема Албанија, кој нема Европска да го образложам изговорот. Вика дека сите народи во Балканот имаат тенденција да влезат во Европска Унија, затоа што сакаат да влезат во поголеми структури. И вели, ако Европската Унија ги блокира тие евроинтегративни процеси, тогаш вика ќе се појават потреби за помали сојузи. Кај нас тоа се испинува дека Еди Рама ќе се спаја со Косово. Не, Еди Рама рече дека местото на Албанија е во Европска Унија, а не во федерација со Косово. Но ако Европската Унија продолжи со затворање, тогаш и такви и тоа реално е. Ние сме имали иницијативи овде за формирање на заеднички балкански пазар, на заедничка царинска унија. Значи не е тоа нешто што е ново или толку чудно. И реченицата негова беше ова. Таа една реченица овде се пласираше како предизвика. Затоа ви велам, не можеме ние сега да бидеме како да кажам, заложници на волјата и стравот на одредена група, затоа што тие ќе се соочат со некои реперкусии. Добро. Мислам дека генерално вмешувањето и на Еди Рама, и на Косово, во внатрешните... Вучич, да не го заборавиме во овој контекст. Вучич, исто така, па и други држави кои што директно се мешуваат во овие процеси, мислам дека лошо услуга апарат. Уствари, услуга апарат на ВМРО ДПМН да јакне со самата позиција, дека тие се само за Македонија, сите други се предавници и така. Непријатели. Не, ова сакам да го кажам. Во право си. Значи овде се дигаат страстите затоа што вистината не се кажува како што е и треба да се кажува како што е. Еди Рама во тоа исто интервју каже дека ни сме ја генерирале таа платформа, ни сме додале ние нешто. Тоа не го пренесуваат тие што велат дека еве се Албанија со Косово. Не се спаја Албанија со Косово, затоа што нема такви ни ставови. Тој рече дека тие нити ја креирале платформата, нити тие ја олесниле комуникацијата меѓу лидерите на албанските политички партии од Македонија и мислам дека во својата историја албанската држава била можеби најкоректна од сите соседи кои сме имале. Освен што не ја признала Македонија под уставно. Тоа е затоа што има 700-800.000 албански мигранти во Грција и поради чувствителноста на нивните односи, не се тие. Мислам дека албанско-грчките односи имале многу потешки моменти него што имаат македонско-грчките односи и тоа е дел од нивната после Тоа е дел од балканската историја. Тоа е дел од балканската историја. Ние имавме реакција на Дачич кој рече дека треба да го повлечеме признавањето. Знаете што мораме да водиме сметка тоа што во некаква манипулативна офанзива е презато на државата, кој што сега добива на значај. Тој тврди во интервјуто дека ќе има трета албанска држава, а ние ќе останеме без држава. Значи, Албанија, Косово и веројатно пола или не знам цела Македонија ќе биде нова албанска држава. Тоа го пласираат секојдневно медиумите. Натаму тој тврди дека кандидатот за мандатор дека тој практично ќе распине Македонија и дека треба да заврши и ќе заврши во затвори, така натаму.
Таа манипулација силна, нема И пропагандата која работи за нив цела деценија. Ние не парираме сите други. Да. Зборуваме кои што сме за демократски процеси, за граѓанско општество. Не може да биде никој од ВМРО ДПМН поголем македонец од мене или од било кој. Од било кој се Јас разбира. 91 година сум се спротивставил на ЈНА. Да. Сум работил стратегија Како ЈНА македонците, така и албанците Сите се зборува разбира, за сите, да. И јас сум Да. цврсто во тоа убеден дека сите граѓани сакат да живеат во една стабилна, мирна, унитарна Македонија, дека тука нема нити ќе има било какви промени. Демократијата е процес, сигурно дека сите се залагаме за поголема демократија, но ние сме сега во услови на класичен, практично перифиден направен државен удар, каде што се разнебитени институциите, не функционира ништо во државата, функционира само врхушката на ВМРО ДПМН или ВМРО ДПМН. Тие успеа со своето влијание, што го имат преку медиумите, значи да го суспендират уставот, да ги суспендират законите, го суспендира и деловникот. И ние сега сме во една мат позиција. И останатите политички партии им дозволуваат. Или ќе извлечеме, како што велите и двајцата. извлечеме некаква полука од досегашната состојба, Добро. дека со вакви, да речеме, развлекувања, дека државата и натаму тоне. А тоа е веројатно да настане тотална анархија во државата и во една таква ситуација сигурно дека тие што се моќни, што имат медиуми, што имат пари, многу Ќе профитираат на секој начин, не само финансиски. А ќе биде на штета на оние, вклучително и оние што протестираат на улиците. Да додадете И сакам Добро. да укажам на нешто. Прво, нема еден наш стратешки партнер странски кој не ни укажал дека не треба да излегуваме од уставноправниот поредок и од демократските принципи. Тоа го кажа најбитните фигури, па дури и таа еуфорија што ја праја со новата америчка администрација им падна во вода затоа што имавме јасен став, нели од Стејт департментот, кои се принципите кои они ги промовираат. Така да од тој аспект ситуацијата е јасна. Второ, Иванов разноразни теории, нели, пласира. Да. Имавме ми теорија, значи, дека ќе сме имале нелегитимна влада, од човек кому легитимитетот, например, не легалитетот, но легитимитетот албанците му го оспоруваат од почетокот на мандатот, но тоа не го оспорува неговиот правен легалитет. Значи, он е преседател и согласно таа функција негова која води, која е правна, он си функционира, а легитимитетот со тоа нема врска. Да. Но е ризично и за тоа треба да сноси, ако не ништо друго, политичка одговорност да воведува теории во јавноста дека може да ни се случи да имаме нова влада која нема да биде легитимна, па треба да се сузбија. Знаете, тоа се опасни тези кои може да Не, тоа се не се опасни. Ја не верувам дека македонското општество не созрело, па дека ми овде ќе влеземе во циклуси некои конфликтни. Таа, мислам, фаза е надмината. Видите дека оние 450.000 луѓе кои гласале можеби за Ама од другата страна 700.000 луѓе. И тие покажаа дека немаат ни тенденции, ни предиспозиции да влегуваат во конфликтни ситуации. Во Македонија треба да се обезбеди во идниот период институциите одговорно да си работат, тие кои ги менаџират одговорно да си работат и тие можат со било какви предизвици да се соочат. А новото парламентарно мнозинство, мислам дека е стварно крајно време више да си ги превземе своите обврски или да ги дефинира. Ако не може да ги реализираат, нам као општество да ни се обратат, да кажат ние не можеме, треба да најдеме некое друго решение. Но бегање од обврските нема, затоа што моментот кога ги барале гласовите, ги барале за да тие обврски ги реализираат и да ги спроведат. Јас очекувам од денеска надаму практично да започне оваа стратегија за најавувате некоја стратегија, имате информација за спроведување на закон. Не, тако е чувството кај сите граѓани секојдневно што дека се среќаме, дека понатаму треба веќе да се започне чека процес на трансфер на власта со обмислена стратегија и со поголема храброст да се влезе во овие процеси и одлучност треба. Одговорноста е голема, но без преземена одговорноста нема да има промени во Република Македонија. Добро, благодарам што бевте гост.